одзивот на младата публика беше толку многу мал што дури се разочарував. Значи на моите промоции и читања доаѓале само 30 плюс луѓе, писатели, професори на факултети, мислам, убави луѓе, меѓутоа јас не сум барала толку внимание од нив колку што сум барала од мојата млада публика. Немаше стоп за мене, ми дадоа многу храброст младите и стигнав до тука до каде што сум сега. Кафе иде бит, пушо уџи репрезента, му лева имам хит, а со десна црта мета. Добивам респект зашто на јазик немам влакна. Би мереле и али боле ми го. А у градов не седише се где а ја па не сум чокомоко, нема зашо да им кјутам. Ова ми е кругот, растене на асфалт, уџи гето дредови, чури ме кораста. Искрено, не само што така зборуваат, туку и таква музика слушаат. Например, американската музика е скроз најексплицитно нешто што, нели, тој бранд доаѓа се повеќе и повеќе кај младите, а и заради тоа што сега, да речам, сексот продава повеќе, нели? Тоа го гледаме и по филмови, и по спотови што доаѓаат од страна. Па пробав на тој начин да се изразам, односно по-улично, да не е толку културно. Се тресеш као ти праќам топол поздрав, немој да се турми доаѓаш на смотра. Тоа е најнормално нешто. Цувките се најнормално нешто. Мислам, секој во еден ден ќе се изнервира и ќе испцуе, мислам. Да речам, тоа е најнормално нешто и тоа се употребува во рапот. Таква музика сакаат младите да слушаат, така ние младите се изразуваме. Јас не се изразувам цело време така, ама се дешава. А многу фурни лепим требаат за да ме стигнаат горила дрила. Па, например, баба ми не ме поддржува толку, заради тоа што нели има разлика во генерации, меѓутоа тоа не ми представува пречка заради тоа што нели и Слаткар, што е веќе возрасен човек, нели има жена, дете, има експлицитни нели песни и сметам дека тоа е слободен наговорот. Не зависам од никој и не живеам у бајка. Искачам од пеколот со ѓаволот за рака. Сметам дека треба да се остави да секоја генерација создава своја субкултура, да создава свој начин на комуникација, начин на фразеологија и на изразување. Но, потенцирам, не значи дека експлицитното или можеби вулгарното изразување е својствено за сите млади. Комуникацијски постои едно општо правило. Слободата на говорот и на изразувањето и на мислата се многу важни. И тие секој од нас ги добива со раѓање. Меѓутоа, границата секогаш се појавува ако почнете тој говор да го користите за навреда, повреда, дискриминација, значи на било кој начин да повредите одреден индивиду или одредена група. Ако настане таква ситуација, не само црвената сијаличка, туку црвениот аларм треба да се вклучи. Јас сум проблематична, он не е проблем. Мириса на беља, игра корулет. Беља, нема да те менјам. Да, и јас се гордеам со тоа што е така и се трудам да ги насочам кон правиот пат, да ги научам на некои нормални морални вредности, на нешто убаво. Украдов јас од мракот